Татко Петре, за почеток би сакале нешто да не кажете за вашето детство. Како изгледаше тоа време? Па видите, за тоа време јас во моето детство беше една голема сиромашија. Татко ми беше кондураджија, знав се, али средства немаше толку да поред сето тоа на кондурџии што работеше и мораше да и друго да работе летно време и лубеници пред дуќана продаваше така. Значи беше јако мизерија. И јас како дете сакав да учев занаат некаде, бидејќи татко ми ме тераше да бидам кондураджија, да бидам тишлер. Овие занаат и мене не ми се бенисуа. Јас сакам нешто техника да научам, да бидам садчија, така нешто да со техника да бидам, мислам, со коли како аутомеханичар и се. И он мене ми вика, не може, ја не те давам, затоа што во Штип имаше само една кола, тука, еден автомобил, и тај припагаше на еден човек кој не беше морално, разбираш така. И викаше, апсолутно, вика, не давам ја да бидеш тоа некако сега, века секој има кола сега. И јас желба за тај занат, не можеш и да дем измекјарче да работам. И себе го знавов во чаршија. А нашата чаршија имаше посебни доживјаи. Секој ден чаршијата се ново и ново нешто направеше да биде поинтересно. Тука се дознаваше се преко таа чаршија, преко тоа. И јас баш тамо во чаршијата сум и одгледан меѓу сите тие газди. Тоа чаршијата ме научила да знам се што треба да се знае. Зборејќи со тие тошанци, тие бе многу добри луѓе вака и се, и они вика, Петре, ти 100 години да работиш како измекјарче, ќе бидеш само измекјарче. Друго ништо не можеш да бидеш. Затоа, за да отвориш трговија во бивша Југославија, треба да имаш капитал. А јас немам капитал, немам ништо, значи автоматски ќе бидам измекјар. Него вика, ќе ти препоручиме, вика, ние да можеш, вика, бар некаде занаат да научиш. Сите тие претходни што работија кај нас, сите ојдоа. Кој ти никиџија, кој тишлер, вика, ојдоа, а ти свика треба да најдеме некој излаз. Викам, јас имам многу мерака, тога излезе шотики електриката. Излезе електриката и викаме сега шом излезе таа електрика, ја многу мерак на неа. И викам, ја ќе тражам дека и да, викам, ако не ќе отидам Белград, Загреб, дека треба ќе одам. Вика, Петре, ние, вика, се што можеме ќе направиме. И така направија луѓето. Ми сушија костумче од нивните старија лишча, вака, али прекроено се тоа, мислам, добри штофове, скратено се, преправија ми лишча, костум, палто ми направија се, и од тука јас се качувам на возо и одам за Загреб, преко Берзарада, да се јавам на Берзарада, там ќе ми дадат работа. Тога има 15 години. А после 3 години се врати во Штип и во Штип истата ситуација. Нема работа, нема ништо. Беме преморани, пресилени вака да одеме во Расаднико да работиме и полски работи и се додека не почна да се формира тука веќе централа и да тука има веќе електрика во Штип и тога и како електричар јас веќе почнав да работам во киното. Со какви тешкоти се соочивте тогаш? Па види, после војната, значи, немаше ништо, немаше нормална струја, немаше делове за апаратите и друго се, што е најважно и кокси немаме. Коксот, мислам, што имало од постаро, јас сум збирал се, уедно сам дачи и коксовете ги чуваме. После се требаше со филмове, стари филмове, дотрајани филмове, често пати се кинеа, немаше трета фаза, прекинуваше, стално имаме прекиди на филмовето,
реагираше публиката на тоа, па треба плакати да се пишува. Ја пишуваа плакати, јас чак што више цртаа, мислам сета таа агитација што требаше, се требаше јас да ја спроведувам. Киноапаратерот требаше се да работе. Немаше, тоа беа само еден директор таму, така назван директор еден, и јас. И он беше и благајник, и се со двојца свет се работеше. Чак што више, ако требаше и киното, ќе доеше да го смете. Немаше, ако немаме кој да дојде, пушаме деца да го смете, тако не и ние ќе го правиме. И така ја пишувајќи тие плакати, цртајќи тоа ми даде повод да ете таа уметност да порано како дете што сака да го стане, што јас желее да у тоа, бидејќи што прошета секаде, јас голема желба има да станам такво нешто. Али в школа не можу да завршам за тоа и не можу да одам, нема услови се. И еден ден се случува така еден филм, да во една брачна двојка, у таа љубовна авантура, земаа да се бањат. Она ојде да се бања, а овај зема седеше, она се бањеше, а овај седеше и направи едно пајче, едно шатче направи од дрво. Ама у тоа време додека он работеше со ношчето, работеше се, она се давеше веќе. И он трчна по неја да ја спасе, и не може да ја спасе, и двојцата се удавија. И најпре се летна тоа пајчето над водата, дрвено. И тоа ме толку потресе. И јас викам дека ете може од дрвото нешто да се направи, кој ќе остане вечен спомен да се сеќават. И јас кога земам да обратувам со дрво, јас сите мисли ги концентрирам на тоа што треба да го направам. Што треба да го направам и што го мислам како да е некоја приказка искажана или некоја песна испејана за тоа дрво. Ќе биде ли Петар со тоа ловче? Прво да ти кажам што мислам да ми потвериш. Ово ја мислам дека да го оформам ово да биде главата тука,
на човекот, ово ќе биде товар на глеđето што ќе го носи, како ранец или така нешто. Така, да. А ово ќе биде повторно раката една тука и како ќе дојде, значи да може да оформам тука, треба да дојде. Чекај ќе малку. Тука ќе имаш работата. Чекај, ако е работа, него да го оформам да видиш како мислам да го направам. Охо. Ќе биде ли со тај нож? Ќе биде со овај, после со друго ќе земам. А чекај да видам јас како ќе биде во. Сега тоа видите. главата тука. Видиш тоа сега веќе те сега веќе ќе го означиме тоа веќе на главата. Сега ќе дојде тоа тука рамото и тоа торбата дека што ќе се. Тоа така. А надоле така ќе се остави тоа Надоле така ќе остави ногата, така тука ќе се нацрта ногата, бидејќи оваа рака ќе оде тука. Шишко Петре, колку години работите во ваква состојба кога го изгубивте видот? Веќе 10 години, 10-та година ми е ово работа. Како го изгуби видот? Како го изгуби, а и порано работе, али викам ви не толку многу како сега што работи. 10 години ете така мрачно, малку ми е тешко, кога се сета може да замислите, тоа кажувам и на сите, на еден човек, само еден саат да му ги врзеш очите и да го пушеш како ќе се осеќава. А како ја 10 години, можам да се помирам.
Како и давате форма кога не гледате? Видите, јас кога го земам дрвото, јас со своето пипање ги осетам сите оние пори. И гледам дека на шо ќе ми одговара тоа дрвце. Дали ќе биде на лик, или ќе биде на некое животно, или се. А ако случајно ме изневере нешто, јас тогај презимам други мерки. Се и за тоа се водам сметка да водам се по порите на дрвото. Али за тоа викам треба многу време и секој моите со пипање, чуло пипањата е толку осетливо да секој пора, ја и секој еден рез што го направам, во него знам дека ме воде тај рез. И така да можам да го оформам тоа нешто. Па било со ношче, било со друпичка, било со штема, со глето, или со шо, јас ќе дојдам до тоа. До тоа што да ја постигнам цилта за оноа што сакам да А дојдам. кога не сте во состојба вака да ја добиете формата? Мене ми е многу тешко баш тоа што не можам да ја добием кога не може да ја добием формата, ја побарувам помош. Од кого? Од другарката и викам дека тука нешто не ми иде, нешто што треба. Дали ово дрво е превише гнило тука, да не може деси се така дека некој парче многу гнило дрвото и не може да оформам. Тука и презимам мерки да таа форма на што сам мислил, треба да ја веќе преобразам во друг. Што е таа сила што ве натера во таква состојба да создадете? Па видите, мене ме порано како уметник, што сака да бидам како уметник, да се бавам со уметноста, со сликање, со скулптури правење, со животни, се природата ме е создала таков. Но сега ете тоа од како ме природата накажа да не можам да видам, кај мене се појави поголема љубов кон овоа. Ово ми даде душа да още сум жив. Иначе, ако не беше ово од дрво, јас до сега ќе се забравя. Па јас на секој начин би сакала да му помогнам, да му го обогатам, што се вика онај дух на работа, на живот и на се. Така и никогаш ништо не би сметало, само да би он твори, да работи, да можда не за некој интерес, него ете љубов према да живее, да му е мил живота, што викат. Кај него слухот и пипањето, то очите му се одземене на пипањето и слухот, меморијата тоа е ужасна. Јас се гордеам со него. Кога ми успее експонатот, јас сум толку среќен, толку ми е мило, толку ми се, и просто кога треба на некого да го дадам, да го подарам или се, ја ќе го бацам, па ќе го дадам. Може да се замислите. И знам на кого ќе го дам, ќе го дадам на тај што знае да цени. Што знае да ја цени уметноста и на тај ќе го дадам. А преокупација ми е мене дрвото, бидејќи јас порано во мојата градина и чува и канаринци, животни разни, така да има една мала зоолошка градинка и од тие сите
што ги има животни, сака да ги овековечам и да ја дадам живот просто кој понатака ќе живеа. Ја бе одушевен со тоа и така почнах да правам птички, канаринци, зајчиња и се така и до ден денеска највише се бавам на тоа. А уз тоа имам и работам со ликове. Ликовето ги обработувам така, бидејќи одам по секоја пора на дрвото, затоа што секое дрво има си свое доживување, кое доживува атмосферска непогода, зимо, снег, дожд, се, и така и оно растело. Секое дрво си има своји пори. И како сум одил по тие пори, јас сум дошел до еден израз да видам на едно дете кое плаче, ете, тоа ми дава инспирација да можам и понатака да творам. Јас кога работам секој пат за секој една експонат имам и песна испејана. Затоа што јас имав 3 сина и така со тоа оформив птица малина на сокол и со таа птица ми даде инспирација да напишам и неколку збора, една песниска која викам: чувала мајка, гледала 3 сина, 3 сокола. Од кумлако сусерка брала, на писаро гнездо направила. Од овче поле жито ги ранила, од брегалница вода ги поила. Пролетале 3 сиви сокола, кој цењако, кој бабите, останаме ние двојца старите. Мислам дека доволно зборува ово нешто за моите експонати. И така, кога видува луѓето дека од ово нешто може да видат и други, дека стварно ово има своја вредност, земаа у обзир да направиме на изложба, која изложба беше тука во Штип, и така потекна до ден денеска имам многу голем успех, имам 10 самостојателни, 11 самостојателни изложби, имам групни изложби така и се дека стварно похвали, награди. Јас не сам борец, не сам ни пејач, а немам зборове народ да поведам. Немам пушка против кого да се борам. Имам само едно глето и едно чукче со кој може да направам еден голуб на мирот да лета по цел свет и да каже на сите дека уметноста нема граници.